И додека темата УНЕСКО е најактуелна и најчувствителна периодов за Охрид и регионот, активистите на О2 иницијативата алармираат дека и на дел од плажите на Охридското крајбрежје не се почитуваат препораките, односно дека се узурпирани од страна на концесионерите, а општината и инспекцијските служби не постапуваат. Со тоа велат дополнително се прекршуваат препораките просторот покрај езерото да биде ослободен од лежалки, шанкови и други реквизити. Плажите во Охрид под концесија не ги почитуваат ни препораките на УНЕСКО ни договорите за закуп. 50% од просторот треба да е оставен слободен без лежалки и друго. Овде се е лежалка до лежалка со бетонирани ѕидчиња и слично, додека европските земји стрикно го спроведуваат законот, како Португалија, каде 70% од плажата мора да е оставена слободна, а 50% од должината од самата плажа мора да е слободен. Грција, каде 50 и 70% во натура подрачјата од плажата треба да се слободни и 4 метри од брегот мора да е слободен без лежалки. Плажи потесни од 4 метри и помали од 150 метри квадратни не може да се изнајмуваат. Кај нас во единственото, се уште УНЕСКО заштитено светско наследство, едно од само 38-те во светот, се тера дива лига без правила и осет за заштита на природното и културното наследство. И од Охрид СОС подсетуваат на препораките од планот за заштита на регионот. Сите објекти од траен и времен карактер и структури, платформи, тераси, бетонски ѕидови и слично, кои навлегуваат во КП 1/1 Охридско езеро или пак во заштитениот појас од 50 метри, општините Охрид и Струга имаа обврска да ги отстранат до 2025 година, бидејќи тоа е дел од итните активности во стратегискиот план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион 2023-2030. Неспроведувањето на стратегискиот план автоматски значи прекршување на Законот за управување со светското наследство член 4 став 1 поради двете одлуки на Комитетот за светско наследство со кои се бара спроведување на овој план и приоритизирање на итните активности. Во меѓувреме, се очекува конечната одлука на УНЕСКО за Охрид, која првично требаше да биде соопштена вчера, а која ќе дефинира дали регионот останува на позитивната листа или се сели на списокот подрачја во опасност. Владата побара рок од 6 години за да ги поправи состојбите, но последниот збор ќе го имаат експертите кои според досега сработеното ќе ја дадат оценката околу тоа дали Охрид ќе добие нова шанса за исправка или ќе биде казнет за неправилната грижа за светското природно и културно наследство.